1-2, 1-2, вршиме проба, 1-2, 1-2, вршиме проба. Еден, два, вршиме проба, 1-2, 1-2, вршиме проба. Гледаш ли конкретни лица? Слики? Да. Во кое време? Минато? Сегашно? Идно? Усите! Има ли човекот собствен код? Мислам, нишка, преку која се распознава неговиот живот. Гледаш само делови, мислам, фрагменти или пак гледаш еден цел живот? Живот! Цел! Се одмотува пред мене кат на кино. А читаш ли мисли? Да. На колкаво разстојание? Какво разстояние? Не те разберам, шо питуваш. А мислите на странци, на туѓи јазици? Нема чужди езици. Се едно. Ако некому му се предскаже некаква несреќа или смрт, може ли сето тоа да се спречи? Не. А за повеќе луѓе, мислам, за градови, држави, Не. дали дарбата ти е дадена од други, повисоки сили? Да. Какви? Андромаха Евангелија Сурчева е родена на 3 октомври 1911 година во Струмица. Неочекувано се родила седмаче, полни 2 месеца пред време. Закржлавена, со залепени прсти на рацете и нозете. И како што бил редот за недоносени, ја смотале во воловско шкембе и волна и ја ставиле покрај ќумбето. Во инкубатор. Во 1911 година Струмица се уште била дел од Отоманската империја. Градот, кој бил економски, административен и културен центар на овој дел од веќе раскладената османска држава. На една година пред почетокот на Балканската војна, таа била центар и на една друга, пострашна војна од таа што подоцна ќе се случи. Имено, казата Струмица според дефтерите броела 23.000 жители и била поделена на 2 боишта. Иако тие не наликувале на фронт и не се војувало со пушка или меч,
Сепак, во таа борба имало и вистински жртви. Првото боиште била грчката црква Свети Димитрија, која што се наоѓала на местото од денешното училиште Маршал Тито. И веднаш, наспроти неа, бугарската црква Свети Кирил и Методиј. Таа војна земала толку големи размери, што и двајцата митрополити, патриаршискиот Арсений и екзархискиот Герасим, токму на ова место каде што некогаш се наоѓал градскиот плоштад, воделе војна за секој новородено дете што требало да се крсти. А таков бил случајот за детето на Параскева и Панде Сурчеви. Во Струмица постои ретка традиција во врска со крштевањето на новородени деца. Струмичани, за разлика од другите православни христијани, своите деца ги крштеваат веднаш откако малите бебиња ќе наполнат 40 дена. Ако тргнеме од фактот дека Евангелија Сурчева не се родила како Евангелија, туку со незиното прводадено име Андромаха, кој во тоа време е нормално име за женско дете кое припаѓа на семејство и е дел од грчката црква. Тогаш логично е да заклучиме дека малата и болникава Андромаха е крстена токму овде, на ова место, каде што некогаш се наоѓала грчката црква Свети Димитрија. Во патриаршиската црква, официјален јазик за комуницирање и богослужење бил грчкиот јазик, па оттаму сите нејзини членови биле запишувани како грци. И ете го раѓањето на големиот грчки пророк Андромаха Сурче. Колко да съм природена на тој свет сега? Кажи на кој свет, колко съм природена жена мајка ми? Најпрвата мајка Фаронка, а после. Ако ја следиме традицијата за рано крштевање на децата, заради зголемената смртност на новороденчињата, а со тоа знаеме дека при новата Параскева и Панде ја добиле пред време, тогаш со сигурност можеме да кажеме дека Андромаха Сурчева своето прво крштено го добила и пред да напълни 40 денови. Ако почине, да биде погребана, а со тоа да добие вечен живот на небото и еден крст повеќе на струмичките грчки гробишта. Така било тогаш. На двете страни им биле важни и крстените и умрените души. За отчет пред турците. Души си се души. Имено, летото 1913 година, откако станало јасно дека фронтот помеѓу непријателските грчки и бугарски војски ќе се протега јужно на 40 километри од градот Струмица. Грците морале да заминат. На заминување, да не го остават градот на вулгарите, го запалиле и го изгореле речиси до темел. Во тој бесен немоќ настрадале 1900 установи. Речиси сите приватни куќи, дуќани, бањи, трите патриаршиски цркви и една синагога заедно со околните гркомански села, како што се Велјуса и познатиот манастир Елеуса, кој што бил патриаршиски. И иако бабиците ја прежалиле, сепак, за чудо, упорноста на мајка и Параскева се исплатила. Па една мартовска ноќ бебето престанало да плаче. Спокојството на сонот и го донело заздравувањето. Тоа, за семејството Сурчеви, била првата радосна вест. Испротивно на сите и световни и христијански норми и правила.
донеле решение детето веќе крстено Андромаха, што во превод значи маж што се бори, да го прекрстат во Евангелија или во добра вест. Добра вест и за нив и за светот. И така Вања го добила своето второ име, своето второ преродување. Ова е црквата Свети Кирил и Методий. Во времето во кое била градена ја викале уште и бугарска црква. Имено, црквата името го добила после словенските просветители. По долги години натегање, потпатување и борби со турските власти и влијанието на патриаршијата, кое што Струмица ја сметала за своја неприкосновена територија, најпосле, во 1911 година, таа била осветена и пуштена во употреба. Но фактот дека од 28 јули 1913 година, по палењето, Струмица останала само со една единствена црква. Останала можноста второто крштевање и новото име Евангелија да го добила токму во оваа црква Свети Кирил и Методий. И така се родил идниот голем бугарски пророк Евангелија Сурчева. Возможно ли е сето ова? Некој кој веќе еднаш се родил и добил свое име, подоцна тој да биде прекрстен и да му се даде ново име. Сосема е реално, затоа што и Евангелија е само една од стотиците илјади македонски приказни за луѓе, на кои заради една или друга причина, на крајот од 19-тиот и почетокот од 20-тиот век им се менувале имињата и идентитетот. Таа приказна, не само со примерот на Евангелија Сурчева, и денес, во 21 век, за Македонија и македонците ќе стане сурова реалност. Ете зошто Андромаха Евангелија Вања до крајот на животот постојано ќе се прераѓа во потрага по сопствениот идентитет. Но која е, впрочем, онаа жена што светот ја познава како пророкот Вања? Одговорот го дава самата таа, на крајот од својот живот. Но ние сме на почетокот од нашата македонска приказна за баба Вања, како што реално ја доживувал и прифаќал обичниот народ. После Првата Балканска војна, сојузниците грци, бугари и срби ги претерале турците и струмџани кон Стамбул, така што многу куќи и имоти останале празни. Во една ваква куќа, или слична на оваа, се вселил и Панде Сурчев. Но со сигурност не можеме да потврдиме дали тоа било награда за долгите години комитлак и работа за организацијата, како што милували струмичени да ја нарекуваат внатрешната македонска револуционерна организација, чиј член и соработник бил и Панде Сурчев. Но со сигурност можеме да потврдиме дека тој бил уапсен и осуден на доживотен затвор во Едикуле. Не знаеме да кажеме колку време Панде Сурчев поминал во злогласниот солунски затвор. Но со сигурност можеме да потврдиме дека тој оттаму излегол и жив и здрав во 1908 година, помлада турската револуција. Прокламациите за слобода, братство и еднаквост, кои биле основа на младотурското движење, во Струмица биле прифатени со иста таква надеж како во Стамбул и Солун. Панде, кој само што се вратил од солунскиот затвор Едикуле, таа надеж решил да ја надополни и со брак. Било тоа време на надеж, верба во слобода и среќен живот. Подоцна тој се оженил за Параскева, мала на бој, силна по дух, но честна и ревностна домаќинка.
така, во октомври 1912 година, бугарските, српските и грчките војски една по друга во ист ден ќе ослободат Струмица од тешкото турско робство. Струмичани ослободителите ги дочекале со цвеќе и солзи радосници. Но големите надежи се истопиле побргу од снеговите на Беласица. Па за време на втората бременост, Параскева Сурчева умира заедно со породот. Така, малата Андромаха, Евангелија, останала сираче, а Панде – вдовец. Веднаш после започнувањето на Првата светска војна, Панде Сурчев е мобилизиран од бугарската војска и во 1915 година заминува на фронт. Дома останала малата Евангелија, сама. Но Панде немал друг избор. Морал да оди. Комшивката Асаница и нејзиното семејство, инаку едни од малкото останати турци во Струмица кои го преживеале ослободувањето на градот од братските грчки, српски и бугарски војски, го прибрале девојчето и го исчувале и одгледале како свое. Дека народната поговорка, кога двајца се караат, третиот печали, е проверена вистина. И тоа може да се види во овој случај. Имено, Струмица, која 13 векови била предмет на аспирации ту на Византија, ту на Бугарија. И грците, и бугарите воделе неколку меѓусебни, една балканска и една светска војна. На крајот, Струмица им припаднала на Србија и Србите. И после 4 години крвави битки по балканските ровови, пролеани реки крв и загубени милиони животи за ништо, Првата светска кланица завршила. Привремено, до новата војна. На списоците на живите и умрените никаде го немало името на Панде Сурчев. Никој не знаел што се случило со него. Дали е жив или умрен. Но, на изненадување на сите, Панде се вратил дома. Ја прибрал веќе под пораснатата ќерка кај себе и животот продолжил. По свое, во сиромаштија и со маки. Татко и Панде, не можејќи да се справи со сопственото дете, решил да се ожени. Иако вдовец и сиромашен, тој ја земал Танка Ѓорѓиева. Велат, една од најбавите моме во Струмица. Имено, Танка Ѓорѓиева била верена за висок бугарски офицер. Арно, ама, бугарите ја изгубиле војната, а со тоа изгубиле и Струмица. И офицерот не се појавил на свадбата. И за да не остане ем дома, ем мома,
таа тајно ноќно време се мажи за Панде Сурчева. Крајот на Првата светска војна за струмичани значи само крај на покотниците и смртта под оранските ровови од Македонскиот фронт. Но борбата за Струмица допрва продолжува. Версајскиот договор всушност е договор за поделбата што Бугарија, Грција и Србија и новосоздадената држава Албанија ќе ја одзема територијата на Турција. Па така Струмица и припаѓа на Бугарија. Но и овој пат судбината ќе си поигра со несречната Бугарија, па Струмица со незините 72 села ќе ја добие новосоздаденото кралство на србите, хрватите и словенците. Колко да съм природена на тој свет сега? Кажи на кој свет, колко съм природена на мајка ми? Најпрвата мајка Фаронка, а после. Да? Добар ден. Добар ден. Повелете? Како сте? Одлично. Еве, архивот располага со домовник, кој домовник го води Православната црква во Струмица, а некаде 37-38 година од минатиот век. Во овој домовник се запишувани сите православни фамилии што живееле во Струмица со нивните деца, цела фамилија, значи, што ја имало. На страна 105, на улица Свети 15, подреден број 257, се среќава, е запишена фамилијата, значи тоа е на српски. Нормално, тогаш се биле србето, тука и на српски се води цела документација. Е запишена фамилијата на Сурчевиќ Панде по занимање овчар, роден на 7 мај 1879 година. Под него следува жена му Танка. Тоа е втората жена на Панде Сурче, бидејќи првата му умира, и он се преженува со Танка, родена Ѓоргиева, значи жена на Панде, така е запишено. Понатаму следуваат децата на Панде. Прво дете е Вања, ќерка на Панде, родена на 3 октомври 1911 година во Струмица. Добар ден, тетка Фимка. Добар ден, добро дојдовте. Добре, најден. Како сте? Добри, вие како сте? Добро, изволте. Еве дојдов да ни раскажете за баба Вања. А мине драго срце. Ова куќа пред нас е куќата на мајка ми во која сум јас родена. Одма до неја, ова помалата, тој дворен тетка Вања. Таа е родена во таа куќа, само не се во сегашната, него таа е порано била помала, постара куќа и таа веќе падната. Тоа е куќата каде што Таа е куќата, да, кај што е, куќата на каде беше куќата на тетка Вања и дворот во кој таа порастала и во кој гледаше, во кој доаѓаа луѓе од секаде, од цела Македонија, од Бугарија во тоа време. И од тука е замината за Бугарија 42 година. Овде, во познатото струмичко мало Свети 15. Во оваа куќа која што се наоѓа зад мене. Порано се наоѓала куќата во која што се родила и живеела Андромаха Сурче, Евангелија Сурчева или познатата баба Вања. И така, големиот пророк се преродува по трет пат. Таму каде што почнува, таму и се враќа. На истото место. Само што на тоа место повеќе не се наоѓа храмот на христијанскиот светител Димитрија, туку српското училиште на кралот Александар. Порано како Андромаха Сурче, а сега како Евангелија Сурчевиќ. Евангелија Сурчевиќ е една од многото ученички во класевите поделени по одделенија. Модерното училиште, изградено во форма на буквата А, како Александар, само символички ги изразува тој нов и неизвестен почеток. Казата Струмица, која до јуни 1912 година
на денот кога братските христијански војски ја ослободиле од тешкото турско робство, броела 23.000 жители. Таа била политички, економски и културен центар на овој дел од Македонија. Крајот на Првата светска војна го дочекала во урнатини и пепел и само со 5200 жители. Од нив, повеќето од половината биле така наречени бежанци од Кукуш и Дојран, градови кои што ја доживеале истата судбина како и соседната Струмица. Во македонската историја, српското владење со вардарскиот дел на Македонија вообичаено било представувано со реченици и метафори. Од кој на крајот треба да разбереме дека македонскиот народ во новата држава бил угнетуван и обесправуван. На национален, духовен, културен и образовен план, да. Тоа ново кралство било гробница за македонските идеали за ослободување, но и за создавање на сопствена држава. Но на економски план, работите изгледале малку поинаку. Па така, за само неколку години, градот полека добива сосема нов изглед. Нови куќи, дуќани, работилници и други стопански дејности се развиле, за чудо, речиси 100% основани и водени од македонци. Некои од нив за 15 години ќе прераснат во имотни чорбаджии, а со тоа ќе создадат и предвоената струмичка буржуазија. Меѓу нив го среќаваме и името на Панде Сурчев, кој, како и многумина други, се збогатил најверојатно бавејќи се со трговија. Не знаеме точно колкаво било тоа богатство и дали Панде Сурчев се запишал на списокот на новопечените чорбаджии. Ама колку бргу дошле парите, уште побргу и си заминале. Што точно се случило, може само да предпоставуваме. Ама се променило кога еден ден на вратата затропале джандарите и годнеле главата на семејството Сурчеви, кое веќе се зголемувало. Главата на семејството е осуден и одведен во затвор. Во Струмица се зборувало дека Панде се замерил со власта политички, па за да го искомпромитираат, српската управа му накалемила и тоа што било, и тоа што не било. Во бракот со Танка, во 1922 година им се раѓа синот Васил Сурчев, иден херој на Македонија. Именно, 20 години подоцна и покрај силните молби и убедувања да не заминува во партизани, бидејќи може да загине, Васил Сурчев во 1942 година му се придружил на струмичкиот партизански одред и 2 години подоцна умира херојски, измачуван до зверска смрт. Ова струмичани никогаш не го заборавиле, па затоа ова улица се вика Васил Сурчев, македонски херој и брат на баба Ванџа Сурчев. По излегувањето од затвор, Панде бил приморан да појде да живее кај брат му Костадин, имотен новоселец. Костадин, кој што немал собствени деца, го прибрал брата си со се фамилија. Па така, Панде почел да се занимава со сточарство и да живее на село, од каде што заминал пред многу години. Евангелија, која тогаш била на 12 годишна возраст, за прв пат се сретнала со задолженија вообичаени за селски деца. Ова е местноста наречена Анска чешма. Тука се случил настанот кој што ќе го промени животот на Евангелија Сурчева. Еден обичен и сосема пријатен пролетен ден. Малата Евангелија тргнала од дома да носи јадење на татко и во трлото.
Животот и природата чекореле заедно со неа. Но со нив чекорела и судбината. Одеднаш се создала силна бура, ветрушка, како што ги нарекуваат летните изненадни невремења во Струмица. Таквиот циклон, кој што се создава во ретки случаи и има огромна сила, и во вртлот носи се што ќе најде пред себе си. Добиток, амбари, штали. Таква ветрушка е зафатило и Евангелие. Откако се смирило невремето, девојката е барале насекаде. Ја нашла неколку километри подалеку, во џбун, покриена со земја и гранки. Избезумена од страв, едва и дишела. Единствено што кажала тоа е дека ја печат очите. Отишле дома и ги измиле очите, ја ределе компреси, мевлеми и лековити тревки. Но се било залудно. До вечерта очите се наполниле со крв. А веќе утредента и рисите и побелеле. Побарале доктор. Докторот во Струмица, немоќен да стори што и да е, гледајќи го големото воспаление, препорачал операција во Скопје. Во Скопје напргу биле извршени 3 операции, но сите биле безуспешни. Очајниот татко напргу го продал оној малку спечален имот и покуќнина за да обезбеди пари за нова операција. Овој пат во Белград. Иако собраните пари биле недоволни, а помош немало од никаде, операцијата била извршена. И овој пат неуспешно. Вангелија се вратила дома. И по неколку месеци мрак се спуштил на очите на младата девојка. Овој пат за секогаш. На инсистирање на роднините, после долго размислување, Панде решил да ја испрати ќерка си во дом за слепи. И пак се од почеток. Евангелија заминала во Земун, Србија, каде што било најстарото и добро организирано училиште и пансион за деца со посебни потреби. А Панде, со сопругата и преродените деца, се вратил назад, во Струмица. Триесетина години подоцна, овде во малото село Новосело, каде што се случил настанот со ослепувањето на деца со посебни потреби. Случајно или не, останува секој сам да се определи. Во домот за слепи во Земун, Вангелија бргу свикнала на строгиот, но организиран и исполнет со нови и интересни занимања секојдневен живот. Таа, освен што научила да чита, совладала и многу домакински умења. Дури нејзината музикалност и помогнала бргу да го совлада и пијаното. Таму се замомила и се влюбила во нејзиниот врсник, Димитар, македонче од ѓавато. Димитар бил од имотно семејство,
и заедничката љубов планирале да ја крунисаат и со венчавка. Родителите на Димитар ја прифатиле нивната желба. Но Вангелија набргу морала да се врати дома, во Струмица. Затоа што во меѓувреме се изродиле уште едно дете, а незината Макија умрела при раѓањето на другото. Па така, татко и Панде ја повикал за таа да се грижи за нараснатото семејство. Тоа што го научила во домот за слепи, не само што и помогнало да го минува времето, туку и почнала да заработува, ткаејќи и плетејќи за други. Во работата и помагала сестра и Љупка, додека браќата Васил и Томе уште од мали се фатиле за тутунот. Триесетите години од 20 век во Струмица минувале бурно. После обзнаната, политиката бргу станала најинтересната играчка. Не само во рацете на чорбаджиите, туку и во очите на сиромаштијата. Во таа играчка плачка настрадал и стариот комита, Панде Сурчев. Ќотекот и затворањата не го одминале и него. Веројатно е дека заради тие причини и синовите Васил и Томе станале симпатизери на комунистичката партија. А набргу и активисти, зачленувајќи се во работничкото друштво Есперанто. Тие идеи по стариот брат Васил ќе ги плати и со животот. Во долгите години проткаени со сиромаштија и поминати во мизерија, Вангелија секогаш наоѓала позитивни нешта. И на чудење на сите, постојано повикувала на трпеливост, зашто ќе дојдат и среќни времиња. Во меѓувреме, со неа почнале да се случуваат чудни нешта. За време на бугарската окупација на Македонија во Втората светска војна, познато е дека царот Борис ја посетил и Струмица. Каков му бил протоколот, каде одседнал и што правел тие 2 априлски дена, и ден денешен струмичани раскажуваат разни приказни. Која од која поневеројатна. Што било вистината, а што лага, веројатно никогаш нема да дознаеме. Но со сигурност може да се рече дека на портата од куќата на Сурчеви тропнал ем неканет, ем за Вања непознат и невидлив гостин. Сега се дигаш многу на големо. Се лагаш кој знае зашо. Расширил си се на сите страни. Од сегде сакаш да заграбаш. Ама, скоро од това што го имаш, ќе останеш без ништо. Ќе станеш толку малечук, што ќе те собере у една орехова шлюпка. Закачи дома на кыштата ти еден црвен партал. Памти го. 28 август. Вања му го кажала тоа што за тој човек тогаш изгледало неверојатно и бесмислено. Она што тогаш 30 годишната млада жена му го кажала на царот Борис, без да знае кој е тој, е само почеток на големите пророштва на судбините на многу луѓе кои го одбележале 20-тиот и почетокот на 21-тиот век.
Но да се вратиме на пророштвото кое таа му го кажала на бугарскиот цар Борис III. Ама скоро, од се шо имаш, ќе останаш без ништо. Ќе станеш толку малечук, шо ќе да соберу една орехова шлюпка. Закачи дома на къщата ти еден голем црвен партал. Памти го. 28 август. Две години подоцна, на 28 август 1943 година, Борис умира. Закопан е во Ореов сандак. Една година подоцна, во септември 1944 година, во Бугарија се случува преврат и на власт во Бугарија доаѓаат комунистите, кои на куќата на царот ќе закачат црвено знаме. Но, да се навратиме малку наназад. Како и кога за прв пат се појавиле необичните способности на Евангелија? Евангелија се родила пред време. Седмаче. Како што кажуваат, било ситно и недоносено. Со мали шанси да преживее, во време кога смртноста кај децата била огромна. Тоа и не било најчудно кај што туку роденото. Малата Андромаха Евангелија се родила со споени прстиња на нозете, синдром во науката познат како синдактилија. Феномен кој современата медицина го врзува со определени генетски пореметувања. Така е кај медицината. Кај народот пак тоа е знак за дете со особени, дури и мистични и магиски дарби. Познато е дека во македонската митологија таквите луѓе ги прикажувале како луѓе змејови, кои поседуваат надприродни и магиски способности. Во древноста, таквите личности биле високо поставени во хиерархијата на општеството, па дури биле избирани за водачи и кралеви. Вангелија уште од дете покажувала невообичаени склоности кон магичното и ритуалното. Но и покрај се, била нормално девојче со особена ревност кон хигиената на домот и околината. Култ кој ќе го негува до крајот на животот. Што е тоа што таа не можела да го исчисти од себе си, останува тајна, што никогаш нема да ја дознаеме. Почнува на неја прво на сон да се кажуваат некои работи. Ке сон, например, некој малт има болен. И на сон ќе дојде. Оде ван ќе каже на тај човек да направат това и това, ах сака да оздравее. А јас вика, как додам да кажам? Ќе кажат сега, толку се бедни сиромаси, па са одгоре изиграви гледачка, па сака да додат до некоја пара. Не одам, вика. Вечер пак ќе го сонам истото. Истиот глас, па ми окажува истото. И утре ќе одам, вика. Ти влезам внатре, тука това се случува у комшилок околу нас. И ќе влезам, вика, и правам се, вика, гео, не знам, шо правите, как сте? И ја ванге шо праваме, ја болени, да кажем, филанки си е, маш ли, жена ли? Не знаме шо да праваме, не го бива, пари нема за доктор, доктора нема. Абе, ја това и това да направите, това и това да дадете. Ме ванге да дадем, да направаме. Човекот за 2-3 дена ќе оздравее. Денеска на тај, утре на тај, и така се прво преку сон. И луѓето почнуваат да се наваѓат леко и почнуваат да шире глас дека ванге има некаква дарба. Во Струмица постои обичај со кој на Ѓурѓовден девојките плетат нишани од врбови гранчиња, преку кои се пророкува кој ќе биде идниот маж на девојката. Вања била весела, позитивна,
секогаш оптимистички и пријателски расположена. Така што куќата на Сурчеви, иако најсиромашна, била секогаш исполнета со луѓе. На тие седенки, случајно или не, Вања почнала да гледа во нишаните на комшиќите и погодувала до една. Мојата мајка, по некој пат ќе ја питах, как почна мама тетка Вања да гледа? Одека таа тарбе дојде да гледа еднаш. И она вика, чедо, јас колку се сеќавам, вика, не га носеа, вика, по доктори, по оџи, и знам, вика, еднаш носи ga, вика, на битулския оџа, и после това, вика, како она да почна да гледа. И јас това така се го имах во мојата посвес, дека она почнала да гледа, како по некоја пренесена дарба, од битулския оџа. Али тоа се испостави така еден невиден хумор со неја кој го спомнах во една прилика, да ми објасни како почнала да гледа, и кој кажах од мајка ми што мисли за нејното гледане, почнала на глас да се смее. Пуста Кристино, вика, одека па това ти падна, вика, на акъл, вика, оти од битулски оџа. Вика, шом си толку, вика, любопитна, саки ти кажам, вика, как почнах да гледам. Јас, вика, пред војната да стане, да почне. Седам, вика, на трему, у нашата куќичка, вика, и наеднаш, вика, гледам, у портата, вика, влева човек на бел коњ. Облечен, вика, во старски руби. Доваѓа, вика, до мене с којно и ми вика добар ден. И јас му викам добар ден. И тој ме пита, познаваш ли ме? Јас му викам, не те познавам. Јас сам, вика, Свети Јован Златоус. Извади, вика, од поесо, имаше поес, старски поес, една книга. Скина, вика, еден лист, превија ga на неколку пати, наведнаш се од којно. Бутна ми ga на мене туку упазвата и ми вика, за кусо време ќе биде лjuta војна, железо ќе се топи. А ти ќе кажуваш и за мртво, и за живо. Дека оддалеку се надзира новото зло што ќе го зафати целиот свет. Вања зборувала неколку години пред почетокот на Втората светска војна. И така почнува веќе и Втората светска војна, почнува тука веќе Бугарија, нели, доваѓа, почнува да ги мобилизират нашите маже, да ги зимат пленици, да ги носат. Идат кај неја веќе да се попитуват, шом кажува за Бољка Бел, ти каже за нешто друго. Баш тука ја подмих таа куќа на Партенци, тишкото год се го зимат, тоа она лично ми го има кажувано, тишко год се го зимат пленик. И го нема дали 1-2 месеца. Не знаат жив или умра. И доваѓа Ченталјуба, жена му, вика, Вања, мор, вика, што ќе правиме, вика, готство, вика, го нема, не знаме, вика, жив ли е, умрен ли е. ЧеЛјубо, не се кири, вечер ќе се врне на полнок по бели гашти. И стварно вечер околу полнок, так, на вратта некој чука, отвара Ченталјуба вратта, чекто гоце по бели гашти. Дека бил негде однесен, избегал, па се кријал по копи, по там, по вам, човек, колко ще можел. Значи, важно до дома стигнал. И така си пристигнал, и така се почнува се шире гласо за неја, почнува нейната дарба да се развива повеќе. И почнуваат луѓе не само од тука, од селото, од градо, па дури од Бугарија се точно доваѓат. Ти, жено, ко си? Зашо си од црно? За брат ми. И шо му на брат ти? Мислам, те умрем. И как така мислиш, што те умре? На татко ми му кажали. Шо му кажали, му ти умрал? Дек умрел, на војната? Да сваляш таа црнина. Жив е батко ти, чуја ли? Дош дома на мајка ти да кажеш да не плаче. Да сваляш црнините. Хвала много. Ке почекате, за 5 години ки си долу. Не плачејте, нема за шо да плачете. Црно нема за шо да носите, чуја ли? Да, чуја.
майка ода пра Ванга, там ода пра нея, па носили шекер гледала. Майка ми носи шекер и ода пра Ванга, кой додел рада и гледа и почнал да им кажува. Значи за това да тука шорова жив ли съм, дали съм жив или умран. Жив е баба Трентино, жив е. Я го ская щалата, вика, крави гледа, вика. И оттам, айде вървайки. Верно, вика, Трентино, вика. Тук, вика, жив е да знаеш, вика. От вика, в мене, вика, майка Богородица мача, вика. Не може да лажем, я не смеем да лажем, вика. Ти, жено? Замаш ми. Замаш ти си тук. И него го зама, не ли? Зама го. И нема нищо. Вест, одека, Нищо. сухое. Не се секири, ки си долу. Дете имаш ли? Немам. Ки имаш, ки одимаш и детенце, жив е мащ. Хвала. Кедо. Ох, Господи. Замаш ти си тук. Замаш ми. Дек е мащ? Знаеш ли? Войната уйде. Он Петър ли се вика? Петър, как се вика? Петър. Еми Яго! Яго тук стоя. Гледам го. Вика Марика некоя. Имате ли некоя Марика? Майка му. За майка му пита. О, жено. О, млад, личен човек. Я гледам го, я тук стоя. Много личен човек. Ти, невестичко, дете имаш? Имам. Машко. И за детето пита. Нищо. Ти мащи него чеки, он нема да си дойде. О, Господи, за чужди войни одат млади, ярни наши човеци, Господи. Ама ти имаш късмет. И с това късмето уж едно дете ки одимаш, момичка. Ке спреженаш много на арно место. Ама, я така. Това е. И дойде германски офицер. Строи, не? Качиме се на воза и стигнаваме в едно градче, Елсниц. После му научих името. Елсниц се виша. Не голям град, маленко градче. Там ме забав, а у щалата влеземе. 2 реда щала. 7 крави от та, 7 крави от та бе, унатре шини, в шините вагонетка за гюбрата. И ми кажуват как да работам, да деме грабуват и аз забах та щалата ги направих. Направи ga аптека, ама. Ти, жено, защо дойде тук? Еми за момичката. Шо е на момичката? Еми корема га боли. От чого га боли корема? Еми не знам. Нещо е ядела. Нещо, шо е ядела? Ти не ли знаеш шо е ядела? Не знам. Баба е дадела. Баба е. Ти не ли даваш да яда? Еми не бе и дома аз. А кой готва кай вас дома у къщата? Свакървата. А ти от не готваш? Еми свакървата е главна кай нас. И как така свакървата главна, като ти дете имаш го боля коремо? Одек знаеш она шо му дава? Ти от утре да си вземаш куйната, ти да си готвиш. Да не га боля на момичката коремо. Свакървата била главна. Я до кога она се главна ке е у къщата? Слушай, шо ти кажувам. От утре ти да готваш дома. Да не га боля на момичката коремчето. Са ки га попръскаме и толкова. И договориме с тебе, жено. Куйната твоя да. Готово. Ниш не е на момичката, она каква голема мома ки стане. На сватба ки играме. Арна момичката ти.
Арна, само кујнето ти да си го преземеш. И толку. На Сталин сликата ќе му падне како на бебе зап и сите ќе се одречат од него. Ама тоа нема да е крајот. По него ќе дојдат многу други. И сите ќе зборат за мајката Русија, за Арно. Ама се полошо ќе биде. Се дури не дојде 8-миот. Тој човек ќе сака да ја преврти Америка. Но Америка 2 пати ќе го преврти него. Првиот пат во неговата глава, а вториот пат во главата на неговите деца и фамилија. По него Америка ќе почне да паѓа и никој нема да ја крене. Ни бели, ни црни. Ќе го урнисаат зидот во Берлин и од малтерот што ќе остане ќе подигнат нов и поголем зид од тој што беше. И сите што ќе бараат слобода и живот, ќе добијат робство и смрт. Русинот, германецот и американецот прво ќе се фатат за раце, а потоа за гуша. Европа ќе крвари во нова војна, подолга и пострашна од претходната. Имаше една прилика пред, мислам дека беше некаде 90-та година, и ние појдавме со мојот пријател доктор Ацо до Кајнезе и она надвор се седеше на клупичка и тука седнавме, почнаме да разговараме. Меѓу другото и она ни принесе многу важна работа. И вика, Коле Ацо, сношти Библијата ја видов лист по лист, целата се распаднала. И еден лист имаше Света Богородица. И јас, вика, се наведнав, земав тој лист од Света Богородица и го ставив под мишката. И Света Богородица почна да ми зборе. Вањге, не ме ставај под мишката, допрва за мене ќе се зборува. Тоа беше еден интересен момент. И после напор го нели тоа, пропадна комунизму. Комунизму и чезна и од Русија, и од Кина, и од секаде. Не знаевме сето тоа да го доловеме во тие моменти, нели? Ние во тие моменти дека да знаеме дека комунизмот ќе падне, дека тоа ќе се деси, но самиот збор после се потврди дека тоа така. To have ended the war, he would have had to accept all the UN resolutions and withdraw from Iraq unconditionally. Пред да влезам, ми приде еден човек од Бугарија, ми говори дека сака да влезе кај лелето, 3 дена чека тука, сака да влезе, не може. И како, вика, да ми помогнете. Сега, од кој побед он на мене тоа кажува, не знам, но јас не му обеќав ништо, викам, ќе видам, па ќе ти кажам. И јас си влезех кај лелето, кај тетката Вањга, нели? И разговараме. Доста работи разговарам, меѓу другото ја и го кажав тоа и она мене ми рече, да, Коле, јас ги гледам, 3 дена чекат тука. И зашто викам чекат, а не ги примаш? Вика, сака да пита за Садам Хусейн, дали американците ќе му извршат атентат. Кажи им дека нема. И јас излегов, нели, излегувајќи надвор, пак тие луѓе ми придоа и ја им кажав дека не може да ве приема од
они не познати причини, ама каже дека тој ми каже Бугрин дека е личен секретар на Садам Хусеин и се интересира и му кажав дека ја ја прашав и кажа она дека нема да му прават атентат на мене и толку беше. 91 година беше. На сам ден 1 септември јас одам кај неа. Поручок, како сега ми е, седал навонка на клупичката, там на рупите, масички, 2 клупички, и јас имаш неколку души и доваѓам. Добар ден, и бацувам рака, прегрнувам га и она само што дојдех и вика: какво стана мртва при вас? Али, ние па си бехме тука още така релаксирани. Кој од нас размислуваше дека Југославија се растуре? Лично јас немах таква мисла. Биде што биде горе у Словенија, още Словенија беше заврена, ама од Југославија се растуре, това никак. Не верувахме, ние бехме Југословени. Душом се вика. Што биде тоа при вас, вика, горе? Викам, тетка Вања, викам, тие за месец-два, викам, ќе се смират, викам. И она вика: кој можеше се смират, вика? Тие години ще се бият, вика. Како беше се бият, викам? Значи војна ќе има. Војна, вика, него што? Јас отрепнах. Викаме ми ние, вика, Македонија. И ние ли у војна ќе влеземе? Вика, Македонија војна ќе нема. Ама пазејте вие да не заврат шиптарите. Вие од ники си имате мак. Па пуста мака још сега имам. Еми, шо да ти кажам? Как гледам? Чудо големо. Ми секој може да гледа. Секој. Ама мрза. Пуста мрза. Од буфлозлук не ги гледате работите. Ја, пред носови са, ама вие не можете да ги видите. Иде една бербатчик. Ја гледам јас още отвонк. Футта си га оставила дома. Ама манджите шо ги е готвила през неделите ги носи с нея. И викам јас: шај, Мари! Купајте! Беги нема, купајте, беги нема! Няма с какво да получам храна за децата! Купајте! Тогайска системата беше таква. Всичко се купуваше с купоне. С хартийки. И пак: купајте! Зема да ми рева тука: купајте, купајте! Ја, ти ги нема, а? Как така, мър, ти ги нема? Я види там зад долапо. Зад долапо ти са паднале. Муфлюска. Не домакина. С денове долапо не го подместила. Кој дек паднало, там останало. Друга бетери от та. Дебек, мирисе на ливанто, кордисана, набелена, нацървена, и ми вика: лель, Вањо, сакам да знам, ак се женам за taj моју пријател шеме, ке имам ли късмет? Срам да те е, Мари! Я прибери си пашката. Он те е татко на годините, Мари. Мари, как ке го носиш дома? Я пушти човеко да се оде там при жената и при децата.